Одењето на доктор за Христина Божиновска-Џикова значи голем стрес. Не затоа што се плаши од игли и прегледи, туку од неизвестноста дали ќе се разбере со докторот. Таа е глува и користи знаковен јазик, но докторот, како и повеќето луѓе, не го разбираат. Добар ден. Повели? Повели? Седни, Христина. Како си? Главата боли. Од кога? Колку време? 2 дена, добро. Притисокот, значи варира. Се зависи од докторот, но во поголем процент е тешко да се разберат. Оттежната е комуникацијата, бавно е, користат раце, треба да не пишуваат, потребно е повеќе време, комуникацијата трае подолго. Еве сега, например, денес мене ме боли глава, со полесна симптоматологија е полесно, ама, например, во друга ситуација, потешко е. Дали спиеш добро? Прегледот не е стрес само за пациентот. Точно дека е чудна целата ситуација, кога ќе влезе пациент што има нели проблем со слухот. Најчесто таа или состојба на нагловост или комплетно изгубен слух. Тешко ни е на нас како лекари со такви пациенти да стапиме во контакт, да правилно земеме анамнеза и вистински податоци да добиеме од пациентот. За да споделат повеќе детали, мораше да бидат покреативни. Дали работиш или учиш? Школа? Факултет? Каде работиш? Може да ми напишеш каде работиш. Работиш во Партенија Зографски, па тоа е училиште, тоа е школа. Во ова училиште одат деца со оштетување на слух. Да. Ќе сакам да измериме притисок со апаратот, да, ослободете ми една рака, да. Може да се предпостави како се чувствува Христина, а и сите останати глуви луѓе кога се на доктор. Незиниот проблем го споделуваат околу 4000 глуви во земјава. Христина 110 со 80. 110 со 80. Еве мојот пример. Сите од мојата фамилија сме глуви лица. Се случува да имаме потреба од доктор и секогаш е отежната комуникацијата. Најтешко е кога треба да одиме во болница. Комуникацијата е нејасна, а многу пациенти се во чекална. Нас тоа не збунува. Среќата во овој случај со Кристина е затоа што она доста добро изгледа, чита од усни, разбира знаци со раце, со очи. Веројатно стваривме некој добар контакт. Само мерење притисок не беше доволно за да се даде диагноза. Потребно е да направиме лабораторија. Во лабораторија што ти ќе одбереш. Верувајте, да имаме сега ние особа овде во собава што го знае толковниот јазик, многу ќе ни помогне и на мене, и на пациентката. Побрзо ќе се оствари прегледот и комуникацијата и целата таа завршна процедура, што понатаму треба да се изработи. Потребен е толкувач, заедно со толкувачот да се влезе кај докторот за да се оствари детална комуникација. Христина доби терапија против главоболката и совети за намалување на стресот. Бледиот израз на нејзиното лице кажува повеќе од кој било збор. Не разбра баш се. Ќе се видиме после анализите, ќе дојдеш пак. Така. Ќе те чекам со резултатите. Се гледаме. Многу ни е важно да се добро, точно разбереме за што станува збор. Верувајте, некош саатите се битни, минутите, деновите за нешто вие као лекар точно да диагностицирате, точно да откриете и на време да си поставите диагноза и терапија, прочем, за пациентот. Истото и за многу други глуви лица. Сите имаме потреба од толкуваш за при посета на лекар целосно да ја разбереме ситуацијата. Во Средното стручно училиште за ученици со оштетен слух Партенија Зографски во Скопје, во кој работи Христина, група ученици во соработка со граѓански организации разработиле идеи како да им се подобри секојдневието на глувите. Едногласно стигнале до заклучок дека областа здравство е најважна. Ениса Сипи и Дурак Демиров се меѓу учениците идејни творци на иницијативата за ангажирање толкувач на знаковен јазик при лекарски прегледи.
Сите ние заеднички, ние глувите ученици дискутиравме за тоа што нас не интересира. По дискутијата сите се согласивме дека за нас е важен толкувачот. Мислиме дека тоа е многу важно. Да, точно е. Да бидеме еднакви и тоа во здравството кога одиме на лекар. Да, еве, например, јас и моите мајка и татко се глуви. Заедно да одиме на лекар е речиси невозможно. Само во придружба со чичкоми или братучедите одиме на лекар за да ни помогнат. Без нив е невозможно. Тоа е проблем. Да, чичко ми слуша. Ако, например, при средби со доктор, некој другар или толкувач е зафатен, ги барам баба ми и дедо ми за да ми помогнат и така ќе разберам што ми кажуваат. Доколку отидам сам, комуникацијата ќе биде неуспешна. Нема да разберам, ниту ќе ме разберат што одговарам. Тоа создава тензија. Со пишување пробуваме да се разбереме, но за повеќе детали нема да се разбереме. Викторија Волак е толкувач на знаковен јазик повеќе од 2 децении. Последниве години често ја гледаме како ги толкува пресконференциите на некои државни институции. Вели дека маката ги научила глувите да се снаоѓаат при комуникацијата со останатите преку гестови, запишување на хартија, присуство на близок, а најчесто со читање од усни. Но не сите ние подеднакво исто изговараме. Некој има брада, некој нели усните не се доволно видливи. Последно време и со маските, нели поради пандемијата, уште потешка е комуникацијата кога веќе имате само очи и ништо повеќе. И така да самиот не дека нема да се со многу малтретирање, да речеме мачење, но перувате самото тоа е стресно. Самото тоа е напнато и недоволно. Средношколците тргнале во реализација на нивната идеја заедно со граѓански активисти поддржани од фондацијата Вестминстер. Меѓу нив е и Пан Де Евтимов од Младинскиот образовен форум, кој ги застапува глувите речиси 2 години. Идејата е да се ангажираат толкувачи преку Министерството за здравство, кои би присуствувале на лекарски прегледи, а за поголема достапност би можеле да толкуваат и преку видеоповик. Процесот на застапување никогаш не е лесен, особено во оваа наша држава Македонија, каде што се мора да се прескокне или се мора да се помине низ еден огромен ѕид и низ премногу прашања и низ премногу работи. Така да самиот процес не беше воопшто лесен, но мислам дека има слух од различни чинители во нашето општество и носители на одлуки кои што мислам дека би сакале да превземат нешто. Се обратиле и наишле на добар прием во Министерството за здравство, кое е тргнало во реализација на идејата. За почеток најавиле ангажирање 2 толкувачи во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Но денес ги нема толкувачите затоа што нема доволно политичка волја, најверојатно. Има доволно политичка волја за да се стигне до некој степен, но треба поголема вклученост со страна на политичките партии, од луѓето што ги носат одлуките за да преземат некои чекори во однос на овие битни работи кои што им се на глувите. Министерот за здравство Беким Сали вели дека бил воодушевен од иницијативата на младите. Процедурата стигнала до обезбедување средства за толкувачите да бидат платени, но тука запрела. Поради потребата од креирање на ребаланс внатрешно во структурите на финансирање на министерствата, ние чекаме само одобрение од Министерството за финансии, разговараме со министерот за финансии. Сметам дека тоа е позитивно, ќе добиеме позитивен одговор. На одговор се чекало со месеци. Откако пративме прашања до Министерството за финансии и 10 дена чекавме одговор, оттаму стигна информацијата дека финансии му одобриле на здравство пренамена на средства за ангажирање лица со договор на дело. Следно е ангажирање на 2 толкувачи на клиничкиот центар Мајка Тереза. Сакам еднаквост. Групата средношколци и други активисти изработија и кратко видео објавено на социјалните мрежи, во кое порачуваат: нашето здравје не е играчка. Сите глуви лица имаат право на толкувач. Многу ќе ни помогне присуството на толкувач на сите нам за да комуницираме со докторите. Треба да се обезбеди толкувач низ цела Македонија подеднакво, а не само во Скопје. За почеток нека започне иницијативата, па чекор по чекор да се опфати цела Македонија. И треба оваа држава да направи напор, како што гледаме што се случува и што се прави во западноевропските држави, во Америка, на малце повисок степен да го подигнеме и нашето чувство и сенс и дури да помогнеме во голем случај на овие пациенти што имаат оштетување во послухот.